Okay, now stand up please. Okay. I'm rubbing my tummy. I'm touching my belly button. I'm stroking my hair and showing my teeth. I have 2 feet and 2 legs, you see. 2 arms and toes. Yes, this is me. Okay, now I have something for you. One, 2 for you. 2 for you. Thank you. It's a pilot. For you, Anastasia. Teacher, what's the word? Here you are. 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 And here you are. Now, put the sticks down on the carpet. On the carpet. Okay. 1, 2. Buckle my shoe. 3, 4. Knock on the door. Very nice. 5, 6. Pick up sticks. 7, 8. Lay them straight. 9, 10. A big fat hen. Now, who wants to try alone without my help? Thea, everybody sit down. Okay, Thea, we're listening. 1, 2. Buckle my shoe. 3, 4. Knock on the door. 5, 6. Pick up sticks. 7, 8. Lay them. straight. 9, 10. A big fat hen. Very nice. Now, Melania, Anastasia, and Katerina together. Stand up. 1, 2. Buckle my shoes. 3, 4. Knock on the door. 5, 6. Pick up sticks. 7, 8. Lay them straight. 9, 10. A big fat hen. Good job, girls. Wait. Sit down, please. Eva, Paula. 1, 2. Buckle my shoe. 3, 4. Knock on the door. 5, 6. Pick up sticks. 7, 8. Lay them straight. 9, 10. A big fat hen. Very good. Good job. Philip Grigori, stand up, please. Teacher. Paula, please don't speak. 1, 2. Buckle my shoe. 3, 4. Knock on the door. 5, 6. Pick up sticks. 7, 8. Lay them Straight. 9, 10. A big fat hen. Good job. Now, Mafinka and Annie, do you want to try? Yes. Okay. 1, 2. Buckle my shoe. 3, 4. Knock. Knock on the door. 5, 6. Pick up sticks. 7, 8. Lay them straight. 9, 10. Big fat hen. And very good. Good job. Can I have them back, please? The sticks. Here you are, teacher. Thank you. Okay. Да не се измори Мафинка од учење. Не, ама многу дека научив и се некако ми се врти ми е нешто онака, па не знам како да ти обяснам. А убава е? О, многу убаво. Епа, тогаш ќе ти прочитам една приказна за да се релаксираш малце. И сега ќе спијам? Не, Мафинка, ова не е за спиење, Зашто е? за танцување.
Слушај. Денес е детската приказна во операта. Кони гледа Магепсано во танцувачката Трнорушка. Сега знае што сака да биде. Балерина. Секој ден Кони танцува во дневната соба. Таа се врти, скока и се превртува. Одеднаш се скамени. Кони скрши вазна. Мама мисли дека Кони би требало да оди во балетско училиште. Веднаш по распустот Кони се пријавува. Во вторник е првиот училишен час. Во гардеробата Кони облекува патики. Возбудено таа разгледува наоколу. На еден зид има огромно огледало. Стефи, наставничката по балет, е млада и љубезна. Децата седат во круг на подот. Сите си ги кажуваат имињата и раскажуваат по нешто за да се запознаат меѓу себе. Што побрзо. Дали имате силни стапала? Прашува Стефи. Кони гледа збунето. Децата треба да ги исправат стапалата со врвовите на прстите нанапред. Да се подигнат и истегнат на страна. Стефи им ги исправа грбчињата на сите ученици, затоа што сите балерини морат да стојат исправено. Сите деца стојат на летва, така како што се стои на балет. Тие си ги допираат краевите на петиците. Вовлечи го стомакот, исправен грб, газето навнатре, вели Стефи. Таа им објаснува на децата и по инакви начини на стоење. При тоа користи многу странски зборови, бидејќи начините на стоење и чекорите во балетот има француски имиња. Шате, пате, прва позиција, трета позиција, рис, флекс. Мафинка, ќе заборавам до када сум. Ама види, јас ти заборавам да ти ги покажам, види. Вака, шате, пате. Добра, Мафинка. Ама и вака, застануваш прва позиција, па пета, па вака правиш. Еве вака правиме и после тоа се вртиме во круг, но тука е тесно, не можам да ти покажам баш како се вртиме. Мафинка, ќе ми покажеш како го правите тоа во сала, сега седни да те дочитам. А Кони се надпеварувала на некој концерт? Стапувала? Епа сега седни и јас ќе те дочитам и ќе дознаеш се што ќе те интересира. Добро е. Стефи вклучува тивка музика. Сите стојат во средина. Тие се како скаменети. Полека се појавува сонцето. Тие се придвижуваат. Прво ја придвижуваат главата. Потоа ја наведнуваат настрана, како сончоглед. Прво ја придвижуваат главата. Потоа ја наведнуваат настрана, како сончоглед. Се смее Кони. Тие и понатаму се придвижуваат, се додека не легнат отпуштено на подот. Со тоа завршува и часот по балет. Кони многу се радува и со нетрпение го чека следниот час. Кони сака и облека за танцување. Мама оди да ја купи. Во балетската продавница има многу трикоа со прекрасни здолништа од толку многу тул. Таа сака еден таков комплет, но мама ја објаснува дека таков ќе добие за првиот настап. Тие купуваат розово трико и бели патики. Следниот час Кони поубаво ги мести позициите на нозете. Сега децата учат како да прават плие. Потоа треба да ги подвиткаат колената, ама не нанапред, како при вртење, туку нанадвор. Меѓу нозете стои еден отвор во форма на буквата О. Потоа учат како треба да се истегне една нога нанапред и внимателно со врвот на патиките да се допре подот. Со плие и истегнување на нозете тие танцуваат на тивка музика. Сега Стефи вклучува музика со звуци од шумата. Сите деца треба да се движат како звукот на животните. Стефи лета како птица, а децата треба да подскокнат во воздух. А при тоа треба да ги рашират и рацете. Потоа сите тапкаат на подот како слончиња. За крај Стефи им покажува како е балетскиот поздрав. Секој час балеринките учат по нешто ново на летвата, а потоа и во просторијата. Кони го знае големото плие и широк отвор на нозете на страна. Тие често се растегнуваат за да бидат уште поподвижни. Наскоро Кони може да стои на врвот на прстите или да подскокнува како маче. А може би наскоро ќе научи и шпага? Кони доаѓа многу возбудена од часот по балет. Таа треба да танцува на една вистинска сцена.
Кони го покажува на мама танцот на снеголките. Тие упорно вежбаат за настапот. Кони може да купи трико со здолниште со тул. Со часови таа се врти пред огледалото. Еден ден пред настапот таа го знае целиот свој дел. Од возбуда не може да заспие. Пред настап на Кони е лошо во стомакот. Јас не можам да танцувам. Колку ми е лошо, вели таа. Зирка низ завесата, колку многу гледачи. Нозете на Кони се тешки како олово. Завесата се крева. Сцената е силно осветлена. Веќе не можат да се видат гледачите од таква светлина. А групата на Кони танцува без грешка. Гледачите аплаудираат. Следниот ден сликата на Кони е во весник. Особено убаво танцуваа малите снегол. Стои под фотографијата. Кони гордо го поставува исечокот од весник на зид. Дали ќе ја има повторно во весник в година?